Илина и Јована Николовски. Тоа се две млади артисти од Македонија, односно на возраст од 15 и 13 години, но јавноста пак ги знае од многу поодамна благодарение на нивната добра работа во однос на музиката и се она што сакаат да прават во нивното творење со поддршка секако од семејството. Меѓутоа пред да започнеме со разговорот, прво ќе ви посакам секако добре дојдовте, а потоа ќе продолжиме и со нивна музичка numera со цел да се опуштиме пред разговор, а потоа и да споделиме што се ново имате за да ни презентирате тука. Тоа беше и песната, најновата песна на Илина и Јована Николовски. Зошто? Така што во продолжение веќе ќе го започнеме разговорот со нив да ни откријат како се задоволни од целиот проект со оглед на тоа што ви е ова последна песна и како течеше целата подготовка, а подоцна нели за вашите почетоци, колку толку рано всушност успеавте од настапи на детски фестивали да дојдете и до своји авторски песни, па и до албум за кој што исто така ќе зборуваме. Кој да почне? Еве, Јована, ќе почнеме со тебе. Иако си помалата, меѓутоа ќе започнеме со тебе во однос на по најновата песна. Како си лично ти задоволна и колку време ви требаше да ја подготвите и да блеснете вака како што имавме можност да видиме пред малку? Па искрено, јас сум задоволна од песната како помина и како се слуша. Подготовката траеше подолго време, бидејќи песната прво беше напишана, ама стоеше подолго како не сработен проект и
Всушност, после тоа, кога ја земавме, брзо ја сработивме. Пред летото, пред почетокот на летото. Одличен период за ваква летна песна. Така што се би било плански и смислено. Па, не беше баш плански, затоа што прво татко ни ја напиша строфата, рефренот и аранжманот и нели нормално снимивме демо и стоеше така, ја сработивме во ноември. Стоеше до пред почетокот на летото, кога не знам дојдоа на идеја татко ни и мајка ни да сработиме некој летен проект и така спонтано беше, не беше ништо планирано дека ќе чуваме за летото, затоа што малку и го сменивме аранжманот. Прво беше диско верзија, беше поинаква строфата, ама ета така испана да биде вака една летна песна со малку измени направивме. Го погодивте наистина терминот, односно самиот видеозапис е прилично автентичен за овој период од годината, кога претпоставувам дека веќе добивате и многу коментари од сите ваши соученици, другари, другарки кои што ве гледаат на распусте, па имате време и да се дружите повеќе со нив. Какви се нивните коментари и колку ви значат всушност од оние кои што ви се ван генерација мислењето и дали ги слушаат вашите песни или не, со оглед на тоа што претпоставувам дека особено нивното мислење ви е важно на страна од оние кои што се професионалци и кои што ве водеа во целиот процес. Па да, искрено коментарите од нашите врсници се во главно позитивни. Секако дека тие најмногу ни значат, бидејќи ни значат и коментарите на постарите, но сепак тие се наши врсници и заедно ќе растеме. Да. Таа музика е работена за на наша возраст, за наши врсници и за тие да ја слушаат. Да биде соодветно. Да. Последната песна ви е Зошто, но мора да напоменеме дека навистина многу активно работите на музички план, меѓутоа претходно како знаевте дека едноставно музиката ќе биде вашиот пат? Споменав на самиот почеток дека вие сте од музичко семејство, но како и двете, да имате исти афинитети и имате ли можеби различни вкусови кога станува збор за музика, па некогаш можеби по некоја ситна кавга која што од вас две сака? Има кавги, ајде да почнеме прво со негативното. Например, кога слушаме музика дома, кога се пуштаме, понекогаш ни се случува да се скараме за што да слушаме, меѓутоа имаме и кога слушаме музика, да, слушаме и различна, меѓутоа кога станува збор за да пееме заедно, имаме ист вкус. Значи, кога пееме заедно, нема кавги. За тоа како двете имаме афинитети кон музиката, уште како мали заедно пеевме и ни го открија талентот. Секогаш сме биле обкружени со музички инструменти, со музика, сме заспивале со музика, сме слушале музика од секогаш. И ете, на првиот фестивал пеевме заедно и затоа што сме сестри, некако спонтано се наметна тоа да пееме заедно и еве надополниме. Да, првиот фестивал не беше јас имав тогаш 4 години. Јас имав 6, само што наполнив. Само што наполнив. Тоа не беше првиот фестивал Чунга-Лунга во Охрид. Да, дефинитивно вашата возраст тогаш, 4 и 6 години, го украде вниманието кај јавноста, меѓутоа продолжувате да работите, па колку време од вашето секојдневие одвојувате за да работите на новите песни, настапите кои што ги имате на фестивали, како што споменавме, па и еве вака телевизиски гостувања за кои што исто така е потребно и време и да бидете подготвени и да раскажете се она што сакате да го знае јавноста, колку време тоа сето ви одзема и имате ли простор за други активности, особено во летниот период кога е распуст, претпоставувам дека имате и други интереси, па успевате некако да направите баланс. Да, па секако дека имаме време за сите активности, бидејќи поинтензивно работиме кога има, да речеме, некое гостување, како сега, кога ја спремавме новата песна, пример. Секако дека вежбаме и кога немаме некој посебен настап, ама не треба од прилика, сега времето не можеме да го кажеме, затоа што тоа е кога се работи на музика, например, не може секогаш да ни биде потребно исто време. Кога снимаме песна, секогаш е тоа различно, некогаш ни оди подобро, некогаш ни оди полошо
И така, еве дополниме. Секако зависи од денот, ама во главно имаме и доста време за слободни активности, односно за други работи. Успеваме да направиме некаков баланс. Имате веќе издаден албум, претпоставувам дека и на вам ви е тешко да изберете една најомилена песна, со оглед на тоа што веќе новата се уште не се слегнати целосно импресиите, меѓутоа искуството со музичкиот албум, дали тоа ви беше посебен предизвик, затоа што претходно сте имале по еден сингл или настап на фестивал. Како сето тоа го издржавте на некој начин, со оглед на тоа што паралелно одите и во музичко училиште и дали и тамошната поддршка заедно со поддршката од семејството кога го подготвувавте албумот ви беше клучна? Па албумот не го подготвувавме, не ги работевме песните специјално за албумот, туку откако видовме дека имаме повеќе песни, дека собравме доволно за албум, само ги ставивме, инаку сите беа од претходно извадени, ама секако дека и поддршката од музичкото училиште, професорката би ја поздравиле во овој момент, се консултираме со неа, ја прашуваме и неа, покрај нашите родители, секако дека многу ни значат и нивните мислења на професорите, и секако дека бевме возбудени за албумот, ама тоа беше некако повеќе одбележување на еден период и почнување на друг период, малку повеќе кон тинејџери. Да, тоа беше албум составен од детски песнички. Јована, ева ќе биде прашањето кон тебе упатено во однос на што е она што планирате за иднина. Споменавте дека во одредени делови имате и различни вкусови за музика, слушате приватно различна музика, дали веќе некаде се гледате конкретно на домашната музичка сцена? Па и покрај тоа што имаме различни вкусови, мислам не се тоа некоја драстична разлика, но секако дека планираме да продолжиме заедно да пееме и се надеваме во иднина да вадиме и нови песни. И да, се гледаме на македонската сцена, слушаме македонска музика и работиме македонска музика и навистина ја сакаме македонската сцена. Да, одлично е кога имаме вака млади и амбициозни да, девојки. Да, ми е многу убаво. Вака со млади ликови. Сакам да ве прашам, ве слушав внимателно и слушнав како си го поминувате распустот, што правите. Добро, од каде ја црпите инспирацијата? Кои се вашите идоли? Кои се музичките идоли на вашата генерација? Кого го слушате? Па, искрено, нашата генерација слуша и малку поинако, мислам, поинаква музика. Тоа е повеќе како рап и да, така некоја нешто. модерна. Да, да речеме добро, модерна. нормално, млада Да. генерација, модерна музика. Да. Меѓутоа, Имате некои идоли? Имаме. Па, да. На македонската сцена Добре. многу ја сакам Каролина. Тоа Сите ја сакам и јас ја Да. Да. Ти? Па исто би се согласила на тоа. Да, и имаме идоли, тоа ете ги издвоивме, а за прашањето што слушаат нашите генерации, освен тоа што слушаат малку некоја модерна музика, рап и слично, слушаат и убава поп музика и навистина е убаво што слушаат квалитетна музика и што ја ценат. Посебно нашите врсници навистина ни нудат, односно ни покажуваат поддршка и многу ни значи. И тоа е доказ дека ја слушаат македонската музика и дека ја поддржуваат. Секако, особено кога имате навистина вака летни хитови како последниот, верувам дека и од септември ќе се слуша во училиште тоа. Да се надеваме. Одлично, ви благодарам многу за денешниот разговор. Се надевам дека си поминавте убаво и тука кај нас во студиото. Јас си посакувам многу среќа и вака вредно и напорно да работите за повторно да ни бидете гости со некој нов проект. Верувам дека веќе нешто имате испланирано, меѓутоа нека биде тоа за следна прилика.